Дели. Може да почнам? Благодарам. Значи да почнам од почеток. Се изнамачивте да не убедите во нешто што не е така согласно деловник, ама знам дека ви е тешко сега во овој момент и се повикувате на некои членови кои што немаат допирна точка со. Значи да се разбереме на самиот почеток. Ние реагираме за редоследот за утврдување на дневниот ред. Се повикувате на член 70 став 1. Членот 70 став 1 вели пратеник и владата може до утврдување на дневниот ред на седницата да предложат внесување на точки во дневниот ред само во случај на јутна и неодложна потреба. И ништо не е спорно до тука. Сега, кој вели дека треба владата да биде право? Еве денеска пратеничката група на ВМРО ДПМН поднесе предлог закон за престанување на важење на Законот за попис на населението, домаќинствата, становите во Република Македонија за 2021 година по итна постапка. Овој материјал е доставен до архива, ние го имаме во писмена форма и согласно деловник, јас како координатор на, да завршам председателе, како координатор на пратеничката група имам право да се јавам и оваа точка да побарам да биде ставена на дневен ред и не гледам ништо спорно тука. И затоа се јавив прв, ги прегледав и снимките, затоа побарав 1 час пауза, кај што ви барам, викам од место дека барам да се јавам прв, ми рековте да завршам, ќе ви дадам збор, бидејќи немаме електронски систем за регистрирање за пријавувањето, вие редоследот го направивте премиерот, што не е спорно да биде и тој предлагач или да тргне некоја точка, а ова што се повикувате на 68 став 3, кај што велите дека за свикување на седница на дневниот ред ги известува председател владата, тоа е тековна постапка која што сите ја знаеме. Не ја оспорувајте. Председателот на владата може да дојде и да присуствува на било која седница кога сака, меѓутоа ние збориме за редоследот за поставување на ова прашање. Баравме, затоа имаше денеска и пресконференција пратеничката група на ВМРО ДПМН, ја поднесовме уредно пред почеток на седницата до архива материјалите. Моја единствена заложба и барање до вас беше да ова барање за итна постапка биде ставено денеска при утврдување на дневниот ред, за да можеме да разговараме за ова битно прашање, затоа што ги гледаме аномалиите на почетокот на спроведувањето на процесот на попис и какафонијата која што се јавува помеѓу директорот на Државниот завод за статистика и денес Бујар Османи, пред неколку дена директорот и заменикот при процесот на регистрација на луѓето од диаспората кои што треба да се регистрираат. Тоа е единствената заложба. Зошто такво нервозно зборување? Ние досега ќе ги поминевме дневниот ред и ќе работевме по точките. Затоа не ме убедувајте, не барајте во деловникот, никаде нема да најдете дека преднос има владата пред. Да, имаат право, како и пратеник, како и 10.000 потписи од предлагачи, меѓутоа, согласно она што се пријавивме, се пријавив јас, колегата Скендер, не знам, Диме, некои други Велковски, некои други пратеници, требаше само да дозволите ова да го ставиме барање за итна седница за Законот за престанување на Законот за попис на населението, да го ставите на гласање и да завршиме по оваа точка. Навистина се работи за итност и дополнително подкрепено со 100.000 потписи од граѓани на Република Македонија. Да завршам мислата, само извинете. Ако тие 100.000 потписи не ви се доволен мотив да размислите дека нешто не ни е во ред со целата постапка, тогаш повелете, вие сте на ред. Благодарам и на вас.